Насилството во Газа и војната во Украина ја доведоа годината до бурен, крвав крај и ја тестираа надворешната политика на председателот Џо Бајден. Американското лидерство е тоа што го држи светот заедно. Американските сојузи се тие што не чуваат. Америка, безбедно. Американските вредности се тоа што не прави партнер со кој другите нации сакаат да соработуваат. Бајден досега ја поддржуваше Украина, предводејќи ја коалицијата за одржување на речиси двегодишната борба на Киев против инвазијата на Москва. Но понатамошното американско финансирање беше блокирано од републиканците, кои бараат построга американска гранична политика. Во однос на Кина, Бајден се справи со интензивното ривалство без да навлезе во конфликт, притискајќи го Пекинг, особено во високотехнолошката конкуренција и безбедноста, преку зајакнување на сојузите во Европа и Индо-Пацификот. Имаме уште 4 бази на Филипините што можеме да ги користиме. Може да помогнеме да ги зближиме Јапонија и Јужна Кореја. НАТО сега има мисија на Индо-Пацификот. Американското лидерство е докажано во многу региони, изјави за гласот на Америка Џон Кирби од Советот за национална безбедност. Но поддршката на САД за својот најблизок сојузник на Блискиот Исток сега е под лупа, откако Хамас ја проби израелската блокада и започна смртоносни напади во октомври. Одмазничките напади на Израел против терористичката група назначена од САД предизвикаа огромни цивилни жртви во појасот Газа, предизвикувајќи гнев во арапскиот свет и загрозувајќи стабилноста на регионот, особено ако иранските поддржувачи како Хезболах се приклучат на борбата. Газа дополнително ја искомплицира целта на Вашингтон да го намали фокусот на Блискиот Исток и да се сврти кон Азија. Покрај севернокорејските и иранските нуклеарни закани, војната во Газа е уште еден надворешно политички товар, додека Бајден се подготвува за својата кандидатура за реизбор во 2024 година. Јавноста искрено е уморна од активистичката надворешна политика. И така, мислам дека она што го гледаме е дека додека САД ја одржуваат поддршката за сите овие различни работи во моментов, тоа само ќе оди потешко и потешко напред. А креаторите на политиката ќе мора да почнат да прават избори последната година или две. Иако за победа надворешната политика вообичаено не е одлучувачка, поддршката на Бајден за Украина и Израел и заканата да биде вовлечен во нова војна во Европа или на Блискиот Исток вознемирува многу американци. Особено кога неговиот веројатен ривал, републиканскиот фаворит и поранешен председател Доналд Трамп, тврди дека неговата изолационистичка надворешна политика под мотото Америка на прво место ја одржуваше земјата безбедна и просперитетна додека тој беше на функцијата.